Мислам дека овие избори, локалните, беа на некој начин многу очекувани од сегашната опозиција да види дали таа магија во наводници што зајавија приреди во парламентарните избори, кога од аутсайдери, според анкети, според све, успеа да добие доста голем број на гласови, што му на партинички места, што му овозможија и да преговара на начин кој што преговараше, и тоа е умешност, значи не е само да имаш бројките и да преговараш, особено со партии со кои немаше баш допирни точки и со кои немаше ни добри односи, ако се сеќавате на што се дуи. И таа магија, мислам дека сегашната опозиција се надеваше дека е привремена. И албанските партии, не само ВМРО. И они чека да видат дали тоа што он доби толку многу албански гласови, дали тоа е вистина или е само случајност. Дури и Дуи се чини дека, например, дел од судските реформи мислам дека беа на стендбај оставени во страв и во очекување на исходот од локалните избори. Да. Што ако ВМРО повторно биде силна, да не избрзаме во дел од судските реформи? Јас не гледам тој агол, туку од аголот на придобивање на гласачите. Мислам дека Дуи се прашуваше дали СДС ќе успее да ги повлече уште нови гласачи, ќе ги задржи тие 45.000. И се покажа во Рачиново дека тоа е можно. И тоа мислам дека предизвика едно прегрупирање во албанскиот политички камп и една нова несигурност кај албанските партии, што мислам дека е добро, затоа што они премногу априори го земат тоа како дадено дека ние имаме толку 200.000 гласови, само ќе ги поделиме кој кого ќе обвини повеќе, а не дека може да случи некој нов играч кој што ќе ја расипе таа игра. И мислам дека тоа е позитивно, бидејќи ќе ги натера нив да се малце освестат и да нудат вистински програми, а не само да кажуваат кој бил предавник, кој бил бранител на албанските интереси.